побелете со прашање. Добро, гувернерка, споменавте 8% дефицит од бруто домашниот производ во бројки. Колку се овие 8%? Сметка ме прашувате, да. Тоа изнесува точно околу милиарда. 1 милиарда. И според проекциите колку од овие пари може да се задоволат од домашни потреби, а колку ќе се бара кредит од ММФ и од евроврзница? Имате сознание такви или фискалната политика на Значи вака, дефицитот на тековната сметка ги одразува тековните трансакции на нашите резиденти и не резиденти. Овие трансакции на тековната сметка вообичаено се финансираат преку финансиски приливи кои што пристигнуваат нели од надворешни избори. За оваа година очекуваме значаен дел од дефицитот на тековната сметка, кој што се зголемува, како што објаснив, 85% практично од порастот, продлабочувањето на овие состојби на тековната сметка е токму резултат на историски високите нивоа на цените на енергентите. Тоа е главната причина за продлабочувањето, а околу изворите на финансирање, како овој дефицит ќе се финансира, како што посочив, тука се неколку главни извори, странските директни инвестиции, кои што очекуваме да продолжат, позитивно да придонесуваат. Знаете дека минатата година странските директни инвестиции достигнаа некаде над 400 милиони евра, што всушност беше и повисоко од нашите очекувања, а за оваа година очекуваме овие девизни приливи да продолжат, иако сме попрудентни и не очекуваме да се задржат тие повисоки нивоа од минатата година, значи го сепак намалуваме, но зборуваме за приливи. Понатаму, секако значаен извор ќе биде надворешното задолжување на државата, без оглед во која форма тоа би се реализирало, но тоа ќе биде значаен прилив кој што ќе го зголеми девизниот потенцијал на нашата економија. Тоа се во основа двата клучни извори кои што би овозможиле финансирање на дефицитот на тековната сметка. Инаку, ако ја гледаме структурата на целата тековна сметка, може би добро е да посочам и на солидните текови кои што ги гледаме кај приватните трансфери. Споменав претходно дека приватните трансфери беа еден од клучните канали преку кои што ние ја почувствувавме негативно пандемијата, затоа што остваривме пат. Имавме 22% пат на приватните трансфери во 2020 година, но добро е што тие брзо се опоравија и всушност минатата година пред кризното ниво на приватните трансфери беше надминато, затоа што имавме раст 44%. Очекуваме тој раст да продолжи оваа година, но се разбира со многу поумерена динамика и оваа и наредната година некаде околу 6 до 7% во просек. Може ли само да ми кажете какви се вашите проекции за буџетскиот дефицит за годинава и колку очекувате да се зголеми јавниот долг, какви начините за финансирање на долгот, најавено е изложување преку Меѓународниот монетарен фонд од камата од 1%, меѓутоа сега во игра повторно министерот за финансии Бесими најави издавање на евроврзница, а знаеме дека од ден на ден овие стапки на задолжување надвор постојано растат. Благодарам за прашањето. Добро, во однос на фискалната политика повеќе пати сме дискутирале, мислам сите знаеме дека фискалниот дефицит значајно се продлабочи во периодот на пандемијата, достигна високо ниво од околу 8% од бруто домашниот производ, но на што е важно дека следеше процес на постепена консолидација, што е неопходно да се случува. Оттаму и дефицитот минатата година беше намален за на ниво од, мислам, 5,23% од бруто домашниот производ, а за оваа година беше предвидена на тамошна динамика на негово намалување некаде околу 4,3%. Всушност, ако ја погледнеме корелацијата помеѓу буџетскиот дефицит, јасна е помеѓу буџетскиот дефицит и јавниот долг, бидејќи буџетскиот дефицит всушност е главниот фактор кој што ја дефинира и патеката на јавниот долг. Оттаму и поголемиот раст на јавниот долг за околу 10% поени во периодот на пандемијата, што беше во линија со корелации со просечниот раст во регионот на Централна и Југоисточна Европа. Минатата година дојде до постепено стабилизирање, значи беше прекинат нагорниот тренд, остриот нагорен тренд,
И според последно расположливите податоци оваа година, јавниот долг е некаде околу 57-58% од бруто домашниот производ. Сега, што е многу значајно во овој контекст? Значи, ние навистина како економија се соочуваме со сериозни предизвици. Шоковите практично се надоврзуваат еден после друг. Пандемијата, енергетската криза, за жал војната во Украина, за која што меѓународните финансиски институции јасно предвидуваат дека за глобалната економија ќе има економски загуби. Ние сме дел од таа економија и за нас ќе има загуби. Тоа и го презентиравме всушност помал економски раст, а повисока инфлација. Во услови на помал економски раст и притисок врз корпоративниот сектор се разбира дека има потреба од фискални мерки за поддршка и ублажување, но она што е многу важно, тие треба да бидат добро таргетирани, да има дефинирано јасни приоритети, рационално однесување, елиминирање на било какви непродуктивни трошоци со цел да се создаде простор да може фискалната политика да им помогне и на граѓаните и на компаниите за да го ублажат ударот од овој нов шок со кој што се соочувам. Но се во ова треба да се одвива во една фискална рамка која што треба да биде одржлива на среден рок. Отука јасно е дека мора да се продолжи со процесот на фискална консолидација на среден рок, иако веројатно таа фискална консолидација би била поспора со оглед на новиот шок со кој што ние сега се соочуваме, но само фискална консолидација е неопходен предуслов за навистина фискалната позиција да се одржи во прудентна рамка. Значи, ние во нашето сценарио предпоставуваме фискална консолидација на среден рок, но поумерена од таа што претходно беше најавена. Се уште немаме попрецизни податоци со оглед на најавата од Министерството за финансии дека сега тековно се подготвува ребалансот. Кога ќе ги имаме податоците за ребалансот, доколку е потребно, ќе направиме соодветни прилагодувања и во нашето макроекономско сценарио, доколку тие нови бројки за ребалансот позначајно отстапуваат од претпоставките кои што ние ги имаме вградено во нашите проекции. Во однос на изворите на финансирање на буџетскиот дефицит, да се потсетиме, буџетот всушност кој што беше усвоен од страна на собранието, бидејќи е со буџетски дефицит, а се знае кога има буџетски дефицит, тој мора да се финансира преку задолжувања, предвидуваше на нето основа задолжување од 600 милиони евра. Какви ќе бидат потребите и колкаво ќе биде задолжението, не може да каже секако Централната банка, клучен фактор кој што ќе го детерминира нивото или потребата на задолжување, било да е тоа на домашни или на надворешни пазари, ќе зависи од ребалансот, односно од корекцијата која што Министерството за финансии ќе ја направи кај буџетскиот дефицит. Народната банка во 2 наврати ја зголеми основната камата. Дали планирате дополнително зголемување, затоа што знаеме помеѓу првиот и вториот потек стапката на инфлација се зголеми, а не се намали, или пак евентуално зафаќање од задолжителната резерва и слично. И второ, дали сметате дека натамошното затегнување на монетарната политика може да доведе до дополнително забавување на економскиот раст на земјата? Добро, во однос на монетарната политика, како што знаете, Централната банка на редовна основа ги следи сите макроекономски показатели, како од надворешната економија, кои за нас се многу значени, бидејќи движењата во надворешното окружување ја детерминираат и состојбата во домашната економија, но и домашните случувања. Не можеме однапред да ги антиципираме политиките кои што ќе ги спроведуваме, бидејќи политиките ќе базираат на податоци и анализи. Во зависност од сите најнови информации и анализи кои што ги прават стручните служби на Централната банка, ќе ја носиме одлуката за монетарната политика, како и за видот на инструментите кои што ќе ги користиме за адресирање на сите предизвици со кои што се соочуваме. Значи, живееме во еден амбиент кој што е деликатен, се разбира, ова не ни е прва криза, ниту нас во Централната банка, за жал добро е да немаме кризи, но од друга страна не ни е прва криза, сме се среќавали со бројни други предизвици и тука сме и мислам сериозно секако се следат состојбите и соодветно ќе одговориме на предизвиците.
Рековте нели ќе ги следите во врска со каматната стапка, малце ќе се надоврзам со Европската централна банка. Ние знаеме дека секако реакциите на Европската централна банка може, односно сакам да ве прашам колку ние зависиме. Дали по Европската централна банка, бидејќи очекувањата се дека во следниот период до крајот на месецот или следниот можеби се зголеми каматната стапка, дали ние ќе реагираме веднаш по Европската централна банка или остануваме на става дека ќе ги следиме состојбите тука? Второто прашање ми е, најавивте, односно очекувањата се дека во втората половина од годинава се очекува благо намалување на цените. Односно тоа е сепак фактор кој што влијае од неизвестноста од овие претходно состојби во кои што се наоѓаме. Какви се очекувањата за падот на цените? Дали имате таква анализа? И меѓународните монетарни фондови веќе најавија дека можеби во зависност со неизвестноста ќе излагаат почесто можеби со вакви проекции. Дали како Народна банка може да очекуваме и пред есенските проекции да имаме уште едно утврдување на новите во зависност од неизвестноста секако? Благодарам. Во однос на Европската централна банка, имајќи ја предвид нашата стратегија на одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото, јасно е дека Европската унија е економија сидро за нас и случувањата тамо значајно ќе влијаат и на домашните случувања. Дали се тоа случувања во реалниот сектор, односно економската активност на Европската унија, дали се тоа случувањата на европскиот финансиски пазар, од кој што исто така зависиме, затоа што ние сме економија која што не е само високо трговски поврзана со Европската унија, таа е високо финансиски поврзана, бидејќи ако се погледне структурата на сите финансиски приливи кои што стигаат во нашата економија, тие главно доаѓаат од Европската унија. Оттаму големо значење ќе има и однесувањето на Европската централна банка. Се разбира, тоа не е еден и единствен фактор, применуваме холистички пристап, кој што значи навистина анализа на повеќе индикатори, како домашни, така и надворешни фактори, но секако однесувањето на Европската централна банка ќе биде значаен фактор и за однесувањето на домашната централна банка. Имаше уште две прашања. Ивана, имаше уште две. Едното беше забавувањето на цените во втората половина од оваа година. Зошто би очекувала забавување на цените? Нашите очекувања се дека генерално во првата половина од оваа година би се достигнала највисоката годишна стапка на раст на инфлацијата, а постепено таа би забавувала, но умерено до крајот на годината. Причините за тоа се очекувањата за движењата на примарните производи. Че кај нашата потрошувачка кошничка нешто повеќе од половина отпаѓа на храна и енергија. Ние сме нето увозник на храна кај енергија. Секако кај сите енергенси и оттаму примарните цени на светските берзи се од клучно значење за движењето на инфлацијата и кај нас. За сега, повторувам за сега, меѓународните финансиски институции очекуваат умерено стабилизирање на цените на примарните производи до крајот на годината. И тоа е клучна претпоставка. Ако тоа не се случи, секако дека постојат нагорни ризици. За наредната година споменав дека очекуваме инфлацијата да се намали на околу 3% поени. Прашањето зошто, кои се факторите, повторно клучна улога ќе имаат примарните производи. Го посочи примерот со нафтата, по 2 години раст во 2021 од околу 60%, оваа година над 40%, наредната година се очекува пад на цената на нафтата. При тоа се очекува пад и кај цените на останатите енергенти, но и на храната. Што ќе се случува на светските берзи, на примарните производи, ќе биде еден од клучните фактори, се разбира не само тоа, но еден од клучните фактори кои што ќе детерминира и патеката на домашната инфлација. И дали почесто би ги ревидирале проекциите, секако ние имаме редовен циклус, правиме проекции 2 пати во текот на годината, но не е исклучено доколку има потреба да одиме и со почести проекции.
ние всушност и во рамки на Централната банка за интерни цели правиме реоцена во овие меѓу периоди на најзначајните макроекономски варијабли, што ни помага всушност при носењето на одлуката за монетарната политика, која се носи секој месец во рамки на Комитетот за монетарна и оперативна политика. Гувернерке, најавивте инфлација од 8,8%, ја дигате референтната каматна стапка. Како ова ќе влие на примирањето на каматните стапки кај банките и кредитите? Ова што се случува кај нас е глобален феномен, може јасно да се види на глобалните финансиски пазари, веќе одреден временски период се забележува нагорно поместување на каматните стапки. Повторно ќе повторам, ние сме дел од глобалниот и трговски и финансиски систем и сето тоа што се случува во глобалната економија, секако има рефлексии кај нас, оттаму и ние како Централна банка почнавме со затегнување на монетарната политика, но тоа затегнување го правиме внимателно, поумерено, со цел да нема нагли промени кај каматните стапки, кај активните каматни стапки. Значи, генерално, очекувањата се дека каматните стапки ќе одат нагоре, но се прават обиди тоа да биде умерено, за да не се одрази позначително кај кредитната активност, кај населението и корпоративниот сектор. Повеле Александра, гувернерка, во јавниот долг, кажате дека ќе го чекате ребалансот на буџетот. Ребалансот најавно дека ќе го чекате на буџетот, меѓутоа кои се проекциите за јавниот долг сега, со оваа ваша додатна прогноза, колку ќе изнесува, во проценти бари би изнесува јавниот долг до крајот на годината, и во проценти и во бари. И конкретно, секогаш во вашите проекции има и некоја поцрно сценарио доколку има поголеми ризици. Овој пат не кажате. Да. Во однос на сценаријата, секогаш правиме, особено во периоди кога има поизразена независност, така и овој пат направивме алтернативно сценарио, кое што предпоставува поголемо забавување на глобалната економска активност, а посредно преку тоа забавување на економската активност на нашите најзначајни трговски партнери, нормално посредно преку тој канал и на нашата економија. Тоа во просек резултира со побавен економски раст некаде околу 1% поен. Значи, се уште зборуваме за раст, бидејќи во глобални рамки основното сценарио на сите проекции е раст на глобалната економија, но поумерен раст како резултат на ефектите од војната. Во однос на јавниот долг, ние ги земаме генерално податоците кои што се расположливи од страна на Министерството за финансии. Според овие податоци кои што базираат на стратегијата за управување со јавен долг, на среден рок очекувањата се дека долгот би достигнал максимална вредност од 63% од бруто домашниот производ, а потоа постепено негово стабилизирање. Меѓутоа, пак ќе повторам, овие бројки секако ќе зависат од новата среднорочна проекција од страна на Министерството за финансии и ребалансот кој поконкретно ќе ги отслика предизвиците со кои што фискалната политика се соочува оваа година. Само уште кратко во тоа алтернативно сценарио, колкава би била инфлацијата? Инфлацијата, бидејќи очекуваме дека шокот на страната на понудата би продолжил, тоа е генералното сценарио, тоа може да значи нагорни поместувања кај инфлацијата во просек за 2 години некаде околу 1% поен. Благодариме.